Ветување за добре дојде. И така, да пристапиме смело кон престолот на благодатта, за да примиме милост и за да најдеме благодат, која ќе ни помогне во време на нужда. Стих 16. Престол на благодатта. Колку убава слика за местото од кое владее нашиот Бог, особено во наше време на потреба. Кога Исус умре, гревот на целиот свет во минатото, сегашноста и иднината беше проголтан, веднаш исчезна, за секогаш заборавен. Размислете за тоа за момент. Истата неверојатна жртва која нам ни дава ослободување од разделбата и осудувањето, истото му го нуди и на Бог. Одделувањето и судот, исто така, бараа многу од Бог. Неговата светост го направи невозможно движењето и гостопримството што тој го наменил за созданието од самиот почеток. Но, кога беше направена совршената жртва и завесата во храмот се скина, од горе до долу, што означува дека човек не го сторил тоа. Вратата на собата на престолот повторно се отвори, поканувајќи не да влеземе самоуверено, очекувајќи да примаме милост и да најдеме благодат, која ќе ни помогне во време на нужда. Стих 16. Овој цитат ни помага да ја разбереме намерата на таткото кон нас. Врска, интимност, гостопримство. Собата на престолот, место на стравопочит и светост, не повикува да му веруваме на голем Бог и да го прифатиме неговиот збор. Нашата несовршеност е покриена. На нас не се гледа скептично, на начинот на кој светот не научи да се гледаме еден со друг. Тоа е многу добра вест за нас и за Бог кој копне да биде присатен меѓу нас. Ейми Клеменс. Додека се молите, изразете ја својата длабока благодарност до Исус, кој, со неговата совршена, последна жртва, му даде големо леснување на таткото, да не мора да го гледа гревот на светот и да ни посака добре дојде пред престолот на благодатта.